Добра вечер во уште едно издание на 24 анализа. Добра вечер и од мене во новата сезона на 24 анализа. Имаме чест со моите гости да ви обзнаниме дека договорот е подпишан, дека Македонија оди на предвремени парламентарни избори на 11 декември. Универзитетскиот професор Ѓорги Спасов и уредник коментатор во утрински весник Лјупчо Поповски, мои гости. Добро вечер. Добро вечер. Професоре, очекувано веројатно, така 11 декември, некако сите беа оптимисти уште пред денешната лидерска средба, иако се позаглави малку работата. Можеби се очекуваше побрзо да заврши, но во принцип во Македонија нема ништо сигурно. Меѓутоа, ова е добра вест за Македонија, дека конечно се договори датум за одржување на предвремени парламентарни избори, бидејќи каква и да е власта, што и да се случува во една земја, на крајот сет пак мора да се заврши сета работа на избори. Мислам дека има доволно време до 11 декември да се подготват и другите работи кои што се потребни за одржување на избори и политичките партии да влезат во еден надпревар, што би се рекло, за да се види што ќе донесат тие избори за Македонија. Поповски, очекувано беше 11 декември? Очекувано беше уште во јули, мислам. Не само подпишувањето на тој анекс трет, четврт, како да го наречеме пржина 3 или анекс на пржина на главниот договор. Уште тоа се знаеше уште кога на заминување на последната, за време на последната посета на Јоханес Хајндел, тој јасно кажа во едно интервју, мислам дека беше на Алсат, дека избори мора да има до крај на оваа година и тие безусловно треба да бидат пред локалните избори. Така што ние поради малите информации што стигнуваат од неговото посредништво, условно да го наречем, не знаевме што се случува за цената, но сега гледаме, заклучно со тие преговори што беа во јули, дека работата уште пред 2-3 месеца беше трасирана кон овие избори во декември и плюс да не заборавиме доколку сега не се според моје мислење, доколку сега не се постигнеше договор, Македонија ќе влезеше во уште поголема криза од надворешен аспект. За 15 дена треба да заврши изготвувањето на извештајот за напредокот на Европската комисија. Овој пат, ако немаше договор, сигурно препораката ќе беше одземена, а според некои најави, Европската комисија веќе нема да пишува годишни извештаи, туку на 2 години. Сега замислете кој луксус може да го има, која било земја во Европа, особено во Балканов, да остане на чекање за следниве 2 години да добие извештај. Така што мислам дека разумот во овој момент, во овој случај, преовлада кај сите овие политички ривали, дека мора да се заврши договорот за предвремени избори и да се оди на зимско гласање прв пат во Македонија, колку што се сеќам за овие 25 години, да, без оглед каква, и да се поделат од локалните избори, да не бидат поврзани, што е исто така многу важно. Пред новогодишно гласање, професор, морам да прашам, не знам дали техникалија во прашање, на неколку пати имаше пауза на денешната лидерска средба, за да во еден момент излезе лидерот на ВМРО-ДПМН Груевски и вели ние прифаќаме све, нека се договорат што сакаат и си замина. Техникалија во прашање, покажување пред своето членство самоувереност или не сме ние тие кои што кочиме, СДС кочи? Тоа е дел од перманентната политичка пропаганда на ВМРО-ДПМН и од едно арогантно однесување на Груевски, кој што, како што слушаме денеска на оваа средба, традиционално доснаше едно 50 на минути. А знаете, кога доцните систематски, така, тоа вие всушност не го почитувате туѓото време, не почитувате ништо што е туѓо, не почитувате, ги подценувате, мислам. И таа негова приказка дека ќе прифатиме се само за СДСМ да не избега од изборите, и да го прикрие оно дека реално мораше да се прифати целата таа приказка која што претходно беше договорена и за која што беше сосема јасно дека она што го договара двете страни дека мора денеска да биде завршено за да се оди на 11 декември на избори од сите овие причини кои што ги наведе колегата Поповски. Така што сметам дека тоа е само една пропагандна флоскула. Еве,
Ние прифативме се што бараше СДСМ, тоа постојано треба да звучи дека нема веќе бегање, дека тие кои што сакале да ги избегнат изборите веќе немаат дополнителни аргументи, и од друга страна дека после ова веќе не може никој да ни замери дека ние не сме создале услови за одржување на фер и демократски избори во Македонија, иако на пример на сите им е јасно дека клучните причини за, како викаат, односно услови за одржување на фер и демократски избори не се баш целосно исполнети. Тоа сакам да прашам сега. Дали 11 декември избори исполните ли се условите за фер избори? Онака, ако одиме по извештајот на Прибес, сигурно не се. Меѓутоа се инсистираше и меѓународната заедница инсистираше некако на избори, апропо ова што го кажа Поповски пред локалните избори, за колку толку да омекне оваа политичка криза која трае скоро 2 години. Две работи треба да се имаат предвид кога се има оценката дали имате услови за фер и демократски избори. Ако појдете од оно на што инсистираше Прибе и почетните позиции на опозицијата на СДСМ, да имаме во овој период одвојување на партијата од државата, тоа дефинитивно не се случи. Дури напротив, мислам дека имаме уште дополнително практично спојување на партијата и државата. Ако беше услово да се обезбеди слободен пристап до медиумите, тоа во меѓувреме исто така не се случи. Ако беше услов, меѓу другото, да има попис на населението, тоа не се случи. Ако беше услов да специјалното јавно обвинителство добие инструменти за да може да реализира таа своја независна истрага и за да се открие кои се причините за прислушувањето или за евентуалните злоупотреби на власта и крадењето на претходните избори, исто така не се случи. Меѓутоа, вие кога имате режим од видот на авторитарен режим од типот на овој што го воведе Никола Груевски во Македонија, дефинитивно не можете да очекувате дека се ќе биде како што треба. Ниту еден режим не пристанал да се разласти самиот за да создаде услови, рамноправни услови со другите политички партии на политичкиот простор, и Груевски тоа систематски ја користеше таа позиција да ги задржи клучните инструменти на моќта во своите раци, тоа се парите, што би се рекло силата и пропагандата. Меѓутоа, од друга страна, во овој период се случија сепак неколку многу важни работи за самата опозиција. Мислам дека после она, што би се рекло, храбро презентирање на бомбите од овие прислушуваните разговори од страна на Заев, дефинитивно падна она што се представува митот за честноста на Груевски. Јадноста види дека он е корумпиран политичар, и не само он, туку и целата таа тајфа околу него. Второ, исто така падна митот за патриотизмот. Ние видовме како он, Милошевски и овако што е, речи го, Мијалков, зад кулисно разговараат и преговараат како надпазар дали би било добро да биде независна Република Македонија, па независна Република Македонија во заграда Горна и така натаму, за се она што другите во Македонија ги обвинуваат дека се предавници и дека не смеат, дека сакаат да го продадат името, и на крајот падна митот дека он 24 часа работи во интересот на граѓаните на Македонија, а како што видовме од сите тие снимки, он не само што ја злоупотребува власта да уништува туѓи имоти, да уништува туѓи судбини, да договара сделки за коруптивна провизија од милиони евра, да купува вили односно купува плацеви на водно и така натаму. Сето она што ги прави злоупотребите на власта, така што луѓето видат дека се работи за еден готово садистички карактер на една група на луѓе. И мислам дека тоа демитологизација на власта на ВМРО-ДПМ во овој момент што дојде ги предизвика сите оние протести, сета онаа мобилизација на избирачкото тело, опозиционото избирачко тело во Македонија. Во меѓувреме, мислам дека се случи нешто што е исто така многу значајно. Груевски, кој што постојано говореше за тоа дека има тим кој што нема да го промени се, дека тој тим победува, од тој тим реално, ако сега погледнете, не остана ништо. Веќе не само што он не е премиер и е само лидер на политичка партија во овој период, туку го нема Сашо Мијалков, кој што на некој начин беше главен организатор на прислушувањето, го снабдуваше со разузнавачки информации за тоа што прави опозицијата. Ја нема Гордана Јанкуловска, која што МВР го имаше претворено во штаб на ВМРО. Го нема Милијана Киевски, кој што боричкаше во кесите со избирачките материјали, организираше сето оно што организираше да пиштат и плачат за да може да обезбеди гласови за него. Го нема истовремено тој ни Иво Трајевски, го нема Зоран Ставрески. Реално, практично, ниту еден од оние што представува некој тим на ВМРО-ДПМ не се веќе во власта, туку се разбегани на разни страни, и истовремено сите тие се на некој начин осомничени за сериозни злоупотреби на власта и криминални избори во претходниот период. И мислам дека тие две димензии така натаму му возможуваат на опозицијата сепак да може во рамките на овој предизборен период да се организира и
ја поттикне на некој начин чувството за правда, чувството за потреба за промена на власта во Македонија, кој што би требало да биде некаков предуслов за сите други суштествени промени во Македонија. Без така што мислам дека тие елементи што сега постојат, што се создадени, создаваат некаков простор да сепак опозицијата може да мобилизира на многу поздрава основа, пошироки слоеви и да каже, знаете што, еднопартиски систем, како што воспостави Груевски овие 10 години, не се урива така лесно. Тој не се откажува од собствената позиција која што е стекнал на незаконски начин, независно тоа што дошол на власт преку избори. Туку мора да се направи една мобилизација да ги претвориш на крајот на краиштата како секој што паѓале еднопартиските диктатури во нешто што представува на референдум. Дали сакате овој вид еднопартизам и натаму да продолжи со владењето во Македонија или сакате негова промена на следните избори? Попак имаме услови за фер избори. Тоа е оно што го велиш опозицијата. Да, се покажа дека нашата фела медиумите. Збориве не сега како да ги одредуваме по проценти. Сигурно е најмалку 60-40 да не бидат дека не се исполнети сите услови. Но што би правеле ние? И за 2 години вака да продолжи процентот ќе биде ист. Мислам дека не може да се направат идеални услови во Македонија, особено во една за да има фер избори, бидејќи толку е контаминирано целото општество за рамноправен политички надпревар, што тоа деконтаминацијата не оди со едно да отиме да се крштеваме во Вардар па да се исплакнеме и тогаш ќе бидеме чисти, тоа е невозможно. Така што треба подолго време да се направи, но во одредена ситуација мора да се стави точка на целата работа за да може отпосле некоја нова структура, те знаеме ние кој ќе победи на изборите, да почне тоа општество да го деконтаминира. Но последни 3-4 пред катарзи и ако е на 11 декември таа катарза, мислам мораше да се случи ова затоа што едноставно општеството е доведено во апсолутна депресија и речиси во безсознание. Ти не може владата без оглед што тие се дават, владата не функционира. Половина од владата, министрите на ДУИ се како безгласни буки, воопшто ништо не ги интересира, веќе помина 5-6 месеци од кога се поставени. Замислете дека треба да останат уште 7-8 месеци, а никој не ги знае тие министри. Нема реална моќ во структурите, во министерските структури во владата. И оваа агонија мора да прекине. Ние гледаме во секој девието. После таа влада што ќе добие мандат, без оглед која ќе биде, сигурно дека ќе треба да го отпочне процесот на реструктурирање на општеството во подобра насока. Ја мислам и ВМРО да победи, СДСМ, тогаш тие што преска го споменавте, значи тие реформски приоритети на прибе, тогаш ќе бидат поставени на маса и тогаш ќе треба да се исполнуваат. Сега во овој интеррегнум во кој што никој не се знае ни кој владеја, ни што владеја, ни кој може да донесува се донесуваат закони, немаше никаков не мандат, туку храброст, ниту идеја што да направи со тие препораки што. Значи услови нема идеални. Не знам ја колку ќе бидат тие фер демократски, на крај тоа ќе го кажат посматрачите од ОПСЕ, но на одреден начин теренот е малце зарамнет. Не пак има некоја висорамнина поголема овдека, некоја поголема низина, но не е тоа фрапантна разлика меѓу едната и другата партија или еден дел од општеството и друг дел од општеството. Ова, ако само можам да додадам во однос на амбиентот. Значи, ние треба да имаме предвид една работа. Не само што тимот на Груевски од владата да се распадне, него и коалицијата исто така му се распаднува. Вие видовте во овој период, например, дека излегува од коалицијата Лилија од Поповска со Дом, затоа Павле и така натаму. Излегува многу негови поранешни поддржувачи кои што беа членови на владата се јавно практично против останувањето на ВМРО-ДПМН власт. Значи се создава една критичка маса која што е за промена на власта.
Значи се случува нешто, потоа во меѓувреме се случува протестните движења во Македонија кои што покажа дека постои една нова енергија за промена на власта во Македонија. Истовремено променете изборниот закон во кој што веќе не ќе може да има Груевски како што досега имаше, како ја ги нарекувам триот карти, тројца пратеници од диаспората со многу мал број на луѓе кои што се излезени. А од друга страна, веднаш по подпишувањето на овој договор ќе се формира оваа преодната влада во која што СДСМ ќе има контролата врз Министерството за внатрешни работи, за да не може насилството да го користат за време на денот на изборите во текот на изборната кампања и истовремено да не може да ги злоупотребуваат средствата кои што се делат на социјално ранливите категории преку Министерството за труд и социјална политика. Значи, тоа не се сите предпоставки доволни, например, за да може да се смени еден авторитарен режим. Меѓутоа, вие сепак ќе мора да признаете дека сте допреле врз основа на целиот овој преговарачки процес, врз основа на учеството на меѓународната заедница, до одредена ситуација во која што истовремено над главата на сите овие кои што правеле криминали во претходниот период ќе им стои специјалното јавно обвинителство кое што ќе си тера процедурата на тамошно сослушување и разјаснување на сторените криминали во Македонија. Од тоа мислам дека тоа Социјалдемократскиот сојуз и опозицијата во целина требаше кога го подпишуваа денеска овој договор, мора да ги имаат предвид и овие предпоставки кои што сепак се создадени низ еден долг период на притисок врз власта во соработка со меѓународната заедница, за да може сепак да се каже добро, знаеме, свесни сме дека сите услови не се исполнети, свесни сме дека задржана е сериозна моќ во рацете на владеачката гарнитура. Истовремено знаеме дека можат, го имаме искуството со сите нивни обструкции дури на се она што е договорено, како што беше во претходниот период. Меѓутоа, сепак, изборите се нешто на кое што ќе треба се повикаат граѓаните. Имавте доволно време да видите што се случува во Македонија, имавте доволно време да го запознаете карактерот на сегашната власт во изминатите 10 години, имавте доволно време и од сите објавени и прислушувани разговори да видите за што станува збор, повелете на избори, ако сакате и натаму ваква власт, нека ви е со среќа. Само да го дополнам професорот, значи од првата влада 2006 единствен министер што има само еден министер остана. Тоа е Веле Самак. Значи, ние со годините како влада сме заборавиле. Значи, и дури негово последниве 3-4 месеци воопшто не слушаме глас дали што работи има од некои од другите ти министри без ресор. Значи, од целата таа, бидејќи тој дојде од надвор, бидејќи целата таа прва структура, прв ешелон, најтесниот круг околу Груевски кој сушност ги доби првите избори, нема никој. Дури некои не се уште на папанажи или не знам, не ни работат ништо. Тоа се сериозни промени, ама од големиот број настани што случува овие година-две, човек не може да ги забележи сите тие промени што се случи. И да не ги забораваме, промените исто така во избирачкиот список. Не е неважно тоа што 30.000 луѓе на некој начин што не се пронајдоа по адресите ќе бидат избришани. И ако не се појават, нема да бидат на тој избирачки список. Уште 170.000 ќе бидат ставени на посебен избирачки список кои што не се појавувале, едноставно живеат во странство. И ќе имаме наблюдувачка мисија од ОПС овде многу посериозно отколку на сите наблюдувачки мисии што биле досега. Бројчено поголема. И бројчено поголема и време има фотографии на сега е веќе договорено да има фотографии на секој. Имаме состав на државна, нема да не бележат така како. Не, али има и состав на државна изборна комисија кој што е сепак зајакнат со експерти, со поголеми надлежности, и имаме веќе и промени во управното однесувањето на управниот суд кој што досега нонстоп само ги потврдуваше одлуките на власта, а сега гледате во последно време поништо едно чудо одлуки дури на илустрацијската комисија. Оттаму нешто се случува во општеството во овој период. Таа разбудена енергија на масите, особено кај младите и со сите оние протести, мислам дека создаде една атмосфера во Македонија во која што луѓето денеска многу послободно на некои кои што не смеја името да им го споменат, денеска слободно ги нарекуваат криминалци, бандити и со она име со кое што се заслужуваат да бидат нарешени. Погледнете ги само утринските емисии на телевизиите, ќе видите всушност како луѓето слободно говорат дека ова треба да биде на некој начин еднаш за секој што странат од тлото на Македонија за да може да се живее слободно. И ние ги споменавме медиумите. Таму практично и денеска беше проблема зашто се одвлекуваше подпишувањето на Мислам дека ова фарса со тело на крај после толку тешки одлуки
Значи, за учество на опозицијата во владата, за донесување на закон за специјално обвинителство, па специјален обвинител, па цела екипа истражители. Сега се дојде до петиот член на една привремена комисија која ќе работи само 3 месеца. Мислам, тоа така е направено како да целата иднина на државата зависи од изборот на еден човек. Мислам, тоа беше доведено до фарса во која што за 2-3 сата се елиминира. Ако се сака, значи само... Ма не ако се сака, затоа што не беше тоа проблем. Едноставно само беше издигнат како да изгледа дека е проблем. И сега го избра колега Љузим. Генерално медиумите беа и се проблем во целиот овој сплет на околности за кои што зборуваше и професор Стас. Медиумите, како да ви кажам, ако ги гледате вие вестиве во Америка, нешто кој како може да гледа, не да го исклучиме CNN, вие ако гледате Fox News, ќе мислите дека најдобрите политичари, најисправната политика е само на републиканската партија. Дека се друго што доаѓа од кај демократите е дното на американската политика која што ја довела Америка до вакви најниски нивоа, за да може Кина да се игра мајтап или не знам што, кој и како. Па имаш таму NBC, CBS. Значи не е прашањето до приватните, според мене, не е прашањето до приватните телевизии, дали тие ќе емитуваат поголема, условно речено, пропагандна програма во корист на една партија или во корист на друга, се разбира, толку сето тоа е во некакви рамки. Прашањето е за корупцијата на тие медиуми. Ако ти за тоа што добиваш сериозни државни пари, тоа ше веќе друга работа. Сосема друга работа, затоа што ти не можеш некому сега да му одземеш на некаков на некој медиум да биде најува за некој. Да не можеш да одземеш. Но тука јавниот сервис треба да го направи пресекот. Тука е клучот. Без оглед што има мала гледаност. Ама може да има и нема толку мала гледаност. Имаше во врска со медиумите она една сатирична забелешка дека дека СДСМ нема програма, ама затоа пак ВМРО има 5 програми. Има Сител, има програмата на Канал 5, има програмата на Алфа, програмата на Нова телевизија, има програмата на Македонска телевизија. Сега тие нормално никој не очекува тие дека ќе го променат однесувањето, независно тоа што ќе постои ова адхок тело за набљудување. Меѓутоа сепак и тука се случија некои промени. Ќе биде од утре именуван нов уредник на информативната програма на Македонската телевизија, кој што во одредена мера барем ќе може да допри вистината и на СДСМ до оние делови каде што не допираат телевизиите кои што сега на некој начин беа независни, кои ја пласира независната вистина во Македонија. Тоа е една димензија. Адхок телото е формирано на некој начин и друго што мислам дека сепак она треба да се има предвид. Социјалните медии во Македонија веќе имаат доста големо влијание врз формирањето на јавната мислење. Во Македонија имате над 1 милион корисници на Facebook. Истовремено другите социјални мрежи, мислам другите порталите кои што се употребуваат низ интернетот и така натаму се доста влијателни и да се има трето пред. Македонија сепак премногу мала територија. Она е земја како ја нарекуваат 2 часа возење од едната од другата граница. Сериозни политички партии кои што сака да представат својата програма пред избирачите би може да стигнат буквално до секое село, дури и без она силна пропаганда на телевизиите кои што постои во Македонија. Тоа останува проблем и останува како товар во целата оваа приказка. Истовремено во собранието не помина законот за владините реклами, да им се дозволуваат пари. Така што неколку работи кои што во овој период беа во функција да се обезбеди какво тако балансирање, се направи некаков мал исчекор. Пак ќе повторам, не е сето тоа доволно за да кажеме дека е создан амбиент во Македонија за фер избори. Зошто? Не е создаден предсет заради тоа што целата кампања и целото одржување на власта на Груевски се состои во тоа што он е во состава поинатаму да позајмува огромни суми на пари неодговорно и да ги употреби за изборни цели. Она што се случи со еврообврзницата сега кој што земена, дополнителни задолжувања кои што прави на домашниот пазар, и он целата негова кампања се состои тоа. Македонија, односно јас ве вработувам, Македонија ви дава пари,
ви обезбедува пензии, Македонија ви дава повластици, односно јас ви давам повластици, јас ви давам унапредување. Или што рече дека единствената институција во Македонија во отсуство на парламентот и владата стана телефонот на Груевски, преку кој што тој и надвор од институциите и надвор од политичката функција ги решава проблемите во Македонија. А тоа е карактеристично за овој тип на авторитарни режими. И таа практика мора да биде променета. Јас сам уште нешто да додам околу медиумите, околу МТВ. Едно од најинтересните прашања според мене за сега во овие 100 дена од функционирањето на Санта Аргирова на начело на информативната програма ќе биде дали МТВ како порано ќе организира дебатни емисии. Значи тука е еден од клучевите како да се добие рамноправен рамноправно представување на идеите во кои што партиите ќе ги представат пред гласачите. За последниве неколку избори таква работа немаше. Лидериве на партиите не се чувствуваат обврзани да одат на такви дебати во приватните телевизии. Но ако јавниот сервис во наредните 2 месеци, 3, колку организира јавни дебати, и ако владеачката партија не сака да учествува, или пак опозицијата не сака да учествува, тоа ќе биде исклучително голем минус, затоа што ја верувам дека тие сите други ќе дојдат таму. Тој бидејќи не е МТВ, Канал 5 или Сител или било како да рече јас таму нема да или ние нема да организираме. Ако организира јавен сервис што му е некаква должност, тоа ќе биде сериозен предизвик за тоа, за политиката на ВМРО, дали ќе се задржи на таа пракса што имаше досега да елиминира секаква дебата со политичкиот противник. Тука мислам дека тие ќе бидат на сериозно испитување, затоа што може да има сериозни не минуси, фаули кај одреден дел од граѓанството. Само досега, се извинувам, уште една реплика. Само досега, од кога е на власт Никола Груевски, одбегуваше од 2006 година да учествува во било каква дебата со лидерите. Одбивајќи дека тоа е била валкана дебата, дека тоа немало потреба, он едноставно сакаше да ги дистанцира лидерите на опозицијата, покаже дека не му се рамни, дека нема тој со нив што да разговара, дека неговата концепција тој ќе разговара директно со народот. Ниедна телевизија не успеа да организира лидерска за било кои избори. Дури на последните избори 2014 година НДА се обидуваше со сериозни на било која телевизија да организира лидерски дуел. Груевски тоа не го прифати. Го користеше за тоа што ги имаше сите телевизии на кои што он можеше да оди, на кои што не беше забрането да одат на другите лидери на политичките партии. Оттаму, ако македонската телевизија се реши да направи дуел, и ако овој пат Груевски одбие да учествува на таква дебата, тогаш треба да биде принципот со празна столче. Нека биде празно столчето на тој лидерот на ВМРО ДПМН и нека се дебатира во македонската телевизија за луѓето да видат зошто тој не сака да ги соочи своите ставови за економијата, за политиката, за меѓународните односи, за името и за сето она што ги интересира народот. Не мора само Груевски, тука има носители на изборни единици. Значи таму имаше и други. Значи последната дебата во која што Груевски учествуваше со политички представник на опозицијата, иако една после имаше во емисија Чумун, мислам, во А1, на времето кога Заев беше граначалник на Струмица, бизниси... Заев и Груевски за економски теми. Последната дебата е на Груевски со Никола Поповски пред изборите 2002 година. Таа се сеќам, тоа е колку тоа е? 14 години. Пауза за реклами, па се враќаме назад со разговорот, бидејќи во петок веќе ќе се избира техничката преходната влада, за тоа што можеме да очекуваме во следните 100 дена до 11 декември. Останете со нас. You be my sunshine. Peugeot 208. Разбудија енергијата во себе за само 100 евра месечно. Нашите животи се исполнети со моменти. На некои од нив се сеќаваме со задоволство. На некои баш и не. Ама тие се дел од нас. Дел од нашите животи, без разлика каде сме.
со кого сме, заедничките моменти се единствени. Едноставно живееме заедно, споделуваме. Го правиме вашиот живот поудобен. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате. Ова лето, купи 2 аргета паштети и играј за 30 викенди на Беровско езеро, 30 велосипеди, 30 семени шатори и уште 910 супер награди. На СМС прати го бројот на фискалната сметка, часот и минутите на купување на телефонскиот број 14741. 1000 летни авантури со Аргета. Аргета, добрата страна на левот. Добро дојдовте назад со 24 анализа. Разговарам со универзитетскиот професор Ѓорги Спасов и Љупчо Поповски, уредник коментатор во Утрински вестник. 11 декември, предвремени вонредни парламентарни избори во Македонија. Зборувавме за тоа дали досега се исполнети условите за фер избори. Ајде, што можеме да очекуваме во следните 100 дена? Ќе имаме нека валка на кампања, онака како што досега бевме научени, со веројатно уште пожесток ритм или? Видете, валканата кампања може да одбие гласачи да учествуваат на изборите, особено еден дел од оние што се неопределените гласачи. Меѓутоа, со оглед на нивото на конфликтноста кој што во овој период постоеше, кој што се градеше сите овие 10 години од страна на предсе Никола Груевски, мислам дека таа нема да биде можно да биде избегната и во социјалните мрежи, меѓутоа и на директните телевизии. Тоа меѓусебно обвинување на предавници, патриоти, тоа антички, сите подели кои што постојат, јас не верувам дека ќе се откаже некој за тоа што погледнете. Целата кампања на Груевски се однесува на тоа дека кризата во Македонија предизвика опозицијата со објавувањето на бомбите, за кризата во економијата е виновна опозицијата, за се живо што се случува што е лошо во Македонија е виновна опозицијата и дека таа политичка структура сака да го одземе легитимитетот воопшто правото, бидејќи таа е предавничка, дека таа е структура која што всушност треба само со не да се расправа судството и така натаму. Ќе продолжиме, се извинувам професор што ќе ве прекинам, мислам дека на линија треба да имаме колешката Душица Мргија. Душица, дали заврши лидерската средба, се потпишали договорот? Што кажа во изјавите лидерите, доколку ги имаш изјавите? Да, меѓу имаше изјави, конечно може да се каже дека лидерската четворка потпиша документ во која што се согласија дека условите за избори се исполнети, дека на 11 декември Македонија ќе оди на нови предвремени парламентарни избори со кои што, како што кажа, ќе се стави крај на политичката криза. Изјави дадоа сите лидери на партиите, но што беше интересно, освен амбасадорот на САД Џейс Бейли, изјава даде и представникот на Европската комисија во земјава. За Груевски можам да кажам со препознатливата реторика, Заев порача дека на 11 декември граѓаните ќе го казнат, како што рече, режимот на Никола Груевски и тој ќе замине во историјата. Груевски возврати со иста мера дека граѓаните ќе ја казнат, како што рече, деструктивната политика на опозицијата и сето тоа што ја држала државата во заложништво целиот овој период. Ахмети Тачи побара она што се потпиша да биде испроведено и да се испочитува договорот во наредните 100 дена, додека меѓународните представници порача дека политичарите треба да мислат на граѓаните, медиумите да известуваат балансирано и независно, со што граѓаните би го имале вистинскиот избор за кого да го дадат гласот на 11 декември. Заев и со предупредување до Груевски, како што рече, овој пат да не го прекрши договореното, но и да не се дрзне Уставниот суд да го поништи специјалното јавно обвинителство, бидејќи во тој случај, како што рече, СДСМ ќе зема правдата во своји раце. Денесната лидерска средба трае цел ден, се натега околу името на 5-тиот член на АДХОК комисијата. Претпоставувам дека веќе коментиравте со своите гости за тоа, колку се исполнети медиумските услови. Она што беше очекувано и се случи. На 11 декември, барем на хартија,
Македонија за сега ќе оди на избори. Сепак 19 декември има многу време, а би сме сведоци во минатото дека се што може да се случи. Мишко, тоа е се за сега од она што беше казано. Ако имаш некое прашање, повели. Благодарам, немам прашање. Повеќе во дневникот во 22. Од изјавите професоре практично го насетив ова што вие го зборувавте и можеме да не сетиме кампањата со тоа што Заев, ако не се лажам, испратил практично ултиматум да не помислува Груевски или ВМРО ДПМН да се игра со специјалното јавно обвинителство затоа што правдата ќе ја земат во своји раце. Како да кажам, тоа се флоскули што преска ги кажа, тоа на кој начин ќе ја земат правдата. Мислам, тоа е некаков мал вид притисок. Тоа е во според мене дел од споредните изјави на околу денешниот состав, но како што реше Душица, се случи она што се очекуваше и Македонија има уште 3 месеци, постои уште формирање, 1 месец, 2 таму владата, конечно да застане малце од овој грогиран боксер на нозе, па да види дали може да се освести и да продолжи да работи. Тоа е најважната работа од договоров денеска, а дека кампањата ќе биде валкана ќе биде. Па каде има чиста кампања сега? Што очекуваме ние? Па дури ни во Финска нема, ако видиме таму порастот на националистите, може би евентуално во Норвешка, значи нема. Да, каде има? Видите во Америка што се случува. Секаде е кампањата валкана. Дури и повеќе отколку што е според македонски стандарди. Сега, дали тие ќе бидат, дали тоа ќе бидат навреди лични Што можеме ние реално да видиме на граѓаните ако имаме ситуација како што вели професор дека ние сме задолжена земја, така го велат и другите показатели. Сега следната власт која ќе дојде, веројатно ако сака да ја исправи Македонија, како видите вие, малку да ја стабилизира, веројатно ќе треба да направи некоја реформа, па и непопуларна. Знаете што, сега на 16 септември се одржуваат во Хрватска парламентарни избори. 11. Пред некој ден беше дебатата на лидерите. Новиот лидер на ХДС е исто така дипломата како Милановиќ од СПД, кажува дека овие дебати треба да ни покажат дали постои разлика во однос на клучните програми за напредокот на Хрватска во сферата на економијата, во сферата на политичкото помирување, во сферата на меѓународните односи. И дека двете политички партии се направуваме во тоа да обезбедиме програма со која што ќе бидат на некој начин задоволни не само они што гласале за нас, туку и што се гласале за политичката партија. Го подигна цивилизацијското ниво на дебатата во Хрватска, во која што исто така постоја популистички партии кои што постојано говореа само за предавници и за патриоти во Хрватска. Во Македонија ќе мора таа реторика да се смени. И не може таа реторика да се смени кога не се смени Груевски, кој што 11 години од 2002 Љупче го спомена и така натаму, не сака да учествува во нормална дебата во која што веќе разговарате на пример за проблемот за името. Него он постојано вика. Он постојано шири само страф од другите. Другите се соросоидите, тоа се опозицијата и тоа се сите други национални предавници. Не на дебата, професоре, ни на интервју не дојде во друга телевизија, освен. Затоа тикам, неговата приказка, ако дојдат овие другите, ќе го продадат името, ќе ве натераат да учите албански јазик, ќе ве натераат, ќе ви ги земат субвенциите, ќе ви избркаат од работа. Значи, он ја шири кампањата на стравот. Он 10 години шири кампања на стравот од другите. Таа кампања на стравот едноставно мора да најде некој отпор. Затоа што вие сега имате ситуација во која што он, после сето она што се дозна за тоа како владел, како ја злоупотребил власта, колку многу краделе, што се направили со проектот, колку пари испрали со проектот Скопје 2014 година, со сето она што и се случува во Македонија, во која што ја напуштаат ското сите паметни и сите образовани во држава. А човекот на овие избори ќе се бори само за да не отиде во затвор. Затоа што тоа е он веќе не се бори за власт. Некој шпекулира дека можеби Груевски нема да биде на листа на. Па видите, тоа ќе биде дури и најпаметното што би можел да го направи,
заради тоа што едноставно тогаш нека седи настрана и учествува како лидер на политичка партија, нека кажува што сака. Меѓутоа не каже дека јас нема да бидам дел ниту од едниот парламент. Меѓутоа јас се сомневам дека он таков луксус ќе си дозволи, затоа што напротив ќе сака да се стави на листата, не заради тоа што ќе добие со неговото име повеќе на таа листа, туку само заради тоа што со влегувањето во парламентот ќе добие дополнително имунитет и заштита од судски прогон. А он е веќе врз основа на објавените документи што се оставаа на специјалното јавно обвинителство, фатен во тешки злоупотреби на функцијата која што вршела во изминатите години. Оно што го слушна народот од вие знаете, ако веќе некој си човек тамо, стар човек во Мариово, слушнал за тоа дека Катица и Фатиме ќе му дојдат до глава и е изложен на таква причина за теророт и неговите поддржувачи, тогаш вие знаете што случува во Македонија. Тоа значи дека вистината за однесувањето на Груевски допрела до секое село во Македонија. Не може тој да сокрие таа истина, не може да побегне. 100 закони да донесе забрана за објавување на бомбите, тие бомби веќе, тие прислушувани разговори сите ги распа. Готки е карактерот на власт, една структура која што всушност не мисла на ништо друго, само колку повеќе пари да украде и колку повеќе пари да поземи за да поземи државата. Па таква економија во која што вие ќе позајмите 2 милиарди, ќе задолжите дополнително со 2 милиарди државата, а истовремено ништо нема се изгради. Македонија нема практично ниту еден коридор завршен, нити коридорот 10, нити коридорот 8. Железничката денеска објавена дека се укинува меѓународниот железнички сообраќај во Македонија. Ве гледате една ситуација во што се потрошени, каде се потрошени тие пари. Во бетон, во оние глупови споменици и она што вика еден Љупчо Георгиевски ни направи крст, а овој ни направи споменик и крај на државата. Поповски, игрите сега ќе почнат и околу листите сега. Дали ќе биде Груевски? Се погласни шпекулации дека сега ние новинарски вака ако дискутираме дека врие внатре во самото ВМРО ДПМН, дека може да дојде тамо до смени, што ја знам Никола Тодоров, Никола Поповски, врие во СДСМ, не знам секој сака да струи од тама струи. Струите се една работа, но еден лидер на партија мора да процени тој размерот до каде може да оди до задоволување на апетитите на одредени луѓе, а да не наштети тоа на партијата. Јас ВМРО веќе ги објави листите за изборите што требаше бидат на 5 јуни. Мислам дека тие ќе бидат прилика во истата насока како што беа со тие носители од Антонио Милошевски, Никола Тодоров и таму. Единствено ќе го нема, предпоставувам, Зоран Старовски, тој беше во втората изборна единица. Мислам дека поголем проблем за составување на листите може да има СДСМ. Затоа што овој нивниот експеримент во 2014 година беше, сега се покажа дека е лош експеримент со тоа непознати луѓе. Или ако не било тоа намерно направено. Ако сака СДСМ сега да добие на квалитет или да во представата кај луѓето дека ние сме алтернативата за оваа власт, СДСМ мора да ги одбере најдобрите кадри што се нивни, дел од тие најпропулзивни луѓе и паметни кои што беа дел од шарената револуција, бидејќи најавија дека од СДСМ дека ќе бидат веројатно по еден човек во секоја изборна единица, треба да вклучи што е можно со помала суета голем дел од партиите што се во парламентарнија, кои што може да создаат таа поширока коалиција и да се обиде да направи некаков обид да ги вклучи овие двете партии што беа во коалиција со ВМРО ДПМН до сега, Демократски сојуз и Демократска обнова на Македонија. Значи, тоа е нивна работа, не знам. Но сега многу луѓе мислат дека треба да бидат на листите. Во ВМРО има, се знае таму, одлучува Груевски и кој како се будел, што се разбира, има интереси. Но неговиот збор е посебен. Ваму е повеќе, поголема тепачка за кој да се најде, мислам дека, не дека е по-демократска партијата, туку повеќе се слушаат расправите. Тука за СДСМ ќе биде сериозен испит.
нивниот лидер треба да се покаже доволно широк и да може да има пред себе, во однос за низ за партијата, пред себе целта да се победи на изборите, а не да се задоволат личните суети. Или некој, јас бев првоборец, ти се приклучи во 43-та година, овој 45. Да, мислам тоа во рамките на партијата. Во рамките на партијата, ние сме надвор од неа, така што тие нека си прават што сакаат. Од искуство веројатно знаете како идат тие тепачки, можеби сега е малку по-широк фронтот, затоа што апропо ово што го зборуваше Поповски, очекувате сега при правење на тие листи да, што ја знам, Левица, Шарена револуција, Солидарност. Значи, јас се согласувам прво со Љупчо во тоа дека овој пат СДСМ не сме да се дозволи било каков експеримент со листите. Клучните раководни кадри на партијата, оние кои што го носат целиот тој процес, мора да бидат на чело на листите. Не може Заев да не биде на листите, не може Радмила Шеџинска да не биде на листите, не може да бидат луѓето кои што станаа препознатливи во овој период да кажат ние нема да бидеме на листите затоа што ние очекуваме дека ќе бидеме во едната влада. Тој тип на експеримент од 2014 година се покажа лош. Значи, и нема оправдување ако тако нешто се случи. Тоа е едната работа која што треба да, мислам и апсолутно тука се согласувам дека вие, ако сакате, вие сте тие што му ветувате народот дека ќе имате, например, поголема минимална плата. Вие сте тие што ветувате дека ќе ги задржите субвенциите. Вие сте тие што ветувате дека нема да има отпуштање од државната администрација по основа на партиска припадност. Вие сте тие што ветувате дека ќе имате таква и таква програма во било која област од што ја нудите. Според тоа, вие што ветувате мора да бидете на листа за тоа што вие и гарантирате после тоа со изборот ваш дека ќе се држите до зборот кој што сте го правеле од митинг на митинг кој што се оделе. Оттаму тоа е принцип во сите политички партии во светот и таков тип на бегање, таков тип на експерименти на СДСМ повеќе не му се потреби. Втората работа со која што исто така се согласувам, тоа е дека и она што јас го нарекував, СДСМ мора да го надмине она што се нарекува нарцизмот на малите разлики. Постојат мали разлики меѓу политичките партии, меѓутоа постои една заедничка цел, тоа е промена на оваа власт. Мора да се случи промена на власта за да може вие да развивате демократија, правда, слобода, економија, било што и така натаму. Оттаму мислам дека треба во таа смисла да се надминат соетите и да во рамките на партиските листи бидат приклучени што е можно поголем број на луѓе од редот на Шарената револуција, од редот на другите политички партии кои што ги спомна. Дури мислам дека треба да се направи еден исчекор, да се направат мешовити листи, да се приклучат и албанските опозициони политички партии на заедничките листи за Социјалдемократскиот сојуз и мислам дека тоа е една голем исчекор би било за демократијата во Македонија, меѓутоа е сигурна победа за опозицијата во Македонија. И третата работа која што мислам дека е многу битна, Заев тоа пред некој ден го кажа, меѓутоа треба да се направи на некој начин со тоа што ќе им се гарантира. СДСМ мора да има на ум дека на овие избори треба да дојде до промена на власт. Бидејќи голем број од малите политички партии се заинтересирани Македонија да биде една изборна единица со овој пропорционален модел, можеби со некој минимален праг од 2% колку би били така натаму, за да можат они самостојно да настапат. Заев би требало со сета одговорност да им понуди дури гаранција, потпишување на договор со нив, дека по победата на овие избори во период од 1 до 2 години ќе бидат распишани, ќе биде променет изборниот модел, дека ќе бидат одржани нови избори со пропорционалниот модел кај што Македонија ќе биде една изборна единица и тогаш секој ќе може да се измери снагата на тие и тоа ќе може да им каже да, вие можеби на овие листи ќе немате сега добитна комбинација, меѓутоа ако ја поддржите оваа политичка опозиција во овој момент, овој така наречен сојуз за промена или како ќе се нарекува и така натаму таа опозиција, тогаш вие имате потпишано договор дека во период од 1 до 2 години ќе имате променет изборен модел во Македонија со кој што вашата политичка сила дотога ќе созрее, ќе се зголеми и ќе можете да се изборите сами за пратеничко место во собранието и да ги менуваме заедно со вас. А таквиот модел не само што ќе зголеми базата на поддржувачи на опозицијата во Македонија, туку истовремено е во функција на спречување на авторитарните тенденции. Зошто? Затоа што кога Македонија би била на пропорционалниот модел една изборна единица, тогаш големите политички партии не ќе може да освојат толку број на пратенички места за да можат самостојно да владеат, туку ќе мора да владеат со компромиси, ќе мора да владеат со пошироки коалиции, врз основа на кои што ќе се одзема можност за некој да узурпира власта и да владее на долг рок на некој начин со помош на овој тип на авторитарни методи кои што тоа во Словенија е добро изведено. Словенија одлично функционира. Сите имаат по
отприлike колку има тие стотина пратеници, ама над 20-25 пратеници ни една партија не освоила, а има 7-8 партии во и од секоја влада е секоја мнозинство е составено од 5-6 партии. Ама проблем што нас постојано говорат луѓе во малите држави како што е Македонија и Словенија. Вика, внатрешната политика мора да се води со методите на надвршната политика. Вика, со многу такт, со компромиси, со дипломатија, со преговарања, разбираш ли, и со коалицирање. Кај ВМРО очекувате некои промени, некои изненадување во листите што ја знам или ова што го кажа Поповски, горе-доле по тоа што беше спремно за 5 јуни. Кај ВМРО е навидом цврста диктатурата на Груевски и цврста е позицијата на Груевски во рамките на онаа пирамида која што има поставено надолу. Меѓутоа, забележувате сега што се случува. Голем број луѓе кои што се соочуваат со информации за криминалите кои што се направени во власта, а не били вовлечени во целата работа или биле дел во ВМРО заради идеолошки причини. Они сега сериозно го поставуваат прашањето дека ова нема никаква врска со модерна демохристијанска партија. Ова нема врска со модерна конзервативна партија која што е потребна Македонија. Ова не е во согласно со програмите на народните партии чија што членка е ВМРО ДПМН. Тоа значи дека таму постои исто криминално и идеолошко крило. И јас длабоко верувам дека луѓето кои што од идеолошки побуди влегле во партијата, дека имаат апсолутно право да побараат нови избори, да не биде на кандидатските листи ниту еден против кого што специјалното јавно обвинителство има покренато и основани сомненија за сторени кривични дела. И дека тоа идеолошко крило треба да се избори за една сосема нова позиција бидејќи Македонија ќе се стабилизира дури кога сите политички партии ќе се демократизираат однатре. Ако не се демократизира ВМРО ДПМН, ние секој ќе имаме сериозен проблем во државата. Отому тоа е еден од условите да внатре се случуваат тие пребирања. Ја очекувам дека таму ќе започнат пребирања затоа што луѓето се соочуваат со овие сериозни информации, индици за она што го правеле. Викаат зошто јас да бидам прогласен за дел од некаква банда, од некакво криминално крило и така на крајот краиштата тоа се случи кога се распаѓаше ВМРО на Љупчо Георгиевски. Се испадна дека во тоа време Груевски се прогласи себе си за реформиста, а го прогласи сите овие од крилото на Љупчо Георгиевски за дел од криминалното крило, кој што може да им се суди и кој што потоа ги откача од партијата. Благодарам. Мораме да завршуваме. Бидејќи 100 дена престојат, така што ќе викнам повторна анализа. Ќе следуваат и анкети сега и ветувања. Благодарно што бевте дел 24 анализа. Останете почитувани вие и понатаму со нашата телевизија, следува Дневникот.